Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Неисправна била храната што е послужена на свадбена свеченост на која беа затруени 5 лица од тркање. Испитувањата на Центарот за јавно здравје од Кочани откриле присуство на ентеропатогени бактерии, што предизвикале здравствени проблеми кај лицата кои завршија на инфективното оделение во Штипската болница. Тони Ајтовски со деталите. Присуство на ентеропатогени бактерии е откриено при анализата на примероци од храната со која беа затруени 5 лица од селото Тракање. Од Центарот за јавно здравје од Кочани потврдија дека мострите што се испитани се неисправни за исхрана. Анализата од испитувањата покажаа присуство на голем број бактерии од видот Salmonella enteritidis, како и ентеробактеријаци во веќе подготвените и во смрзнатите пирошки со пилешка шунка, кај филот за пирошки и кај смесата од јајца со презла. Единствено исправни за употреба биле пирошките со свинска шунка, стои во известувањето од Центарот за јавно здравје. Резултатите од испитувањата веќе се доставени кај надлежните инспекциски служби, кои претходно и го затворија објектот каде се подготвувала храната, а се најавуваат и соодветни законски санкции. Инаку, затруените лица кои биле гости на свадба беа пренесени во Штипската клиничка болница, при што со знаци на труење, висока температура, диареја и повраќање завршија на инфективното одделение. Во минуите на свадбената свеченост имало стек, плескавици и пирошки. Од инфективното одделение во клиничката болница во Штип потврдија дека е стабилна здравствената состојба на затруените. Во меѓувреме пријавени се уште 8 нови случаи на труење од друга свадбена свеченост во Кочани. При тоа во болницата во Штип задржани се 3 лица, односно невестата и нејзините родители, додека останатите 5 се испратени на домашно лекување. Пирошките, за кои се смета дека го предизвикале труењето во Кочани, биле подготвени од истата фирма што пред 2 седмици дистрибуирала храна и во Штип, каде беа затруени 16 лица. Од денеска, 2 мај, официјално хирургот Александар Серафимов ја презема функцијата ВД директор на Општата болница и здравствениот дом во Кочани. Серафимов ќе биде одговорен и за двете установи, бидејќи во тек е процедурата за спојување на овие две установи во една, како што беше најавено на почетокот на годината од страна на министерот за здравство Венко Филипче. Доктор Александар Серафимов, долгогодишен хирург во Општата болница во Кочани, од денеска е новиот ВД директор на Општа болница и здравствениот дом во Кочани. Тој доаѓа на местото на доктор Борка Панова, која што досега ја раководеше Општата болница, и доктор Лолита Антоновска, која што досега го раководеше здравствениот дом во Кочани. Станува збор за еден директор и на двете институции, бидејќи се уште во тек е процедурата за реализирање и конечно исполнување на најавениот пилот проект за спојување на Општа болница и здравствен дом Кочани, кои ќе имаат заеднички директор доктор Александар Серафимов. Спојувањето беше најавено од страна на министерот Венко Филипче, кој што при посетата на Општа болница во Кочани на крајот на 2017 и почетокот на 2018 година истакна дека и Кочани ќе биде дел од пилот проект за спојување на Општа болница и здравствен дом во една здравствена институција. Тогаш што истакна дека станува збор за проект кој што треба да покаже точно како се распределуваат трошоците, како се прават долгови и да се изнајде начин за рационализација на работата. Со проектот за спојување на двете установи во Кочани се очекува да се намалат давачките за правни и други заеднички служби, како и да се избегне дуплирањето на кадри што не се директно поврзани со здравствените услуги. Освен Кочани, Министерството за здравство во овој проект ќе ги вклучи и Кавадарци и Гевгелија, каде што ситуацијата е слична како кај нас. Серафимов, како и претходните директори на болницата, ќе се залага за продолжување и завршување на започнатите проекти во болницата, за добивање на нови апарати на повеќе оделенија, како и за праќање на доктори на специјализација и добивање кадар во Општа болница, а со тоа решавање на долгогодишниот проблем на болницата со недостиг на лекари специјалисти. Средното општинско училиште Љупча Сантов потпиша договор за соработка со Универзитетот од Нова Горица, Република Словенија. Тие извршија презентација на своите студиски програми пред идните бруцоши, матурантите од Кочанската гимназија. Професори и одговорните од Универзитетот од Нова Горица од Словенија во посета на Средното општинско училиште Љупча Сантов
Ја представија својата програма пред матурантите од ова училиште, но меѓу другото потпишаа и договор за соработка и избратимување со Кочанското училиште, од што бенефит ќе имаат и двете школски установи, бидејќи универзитетот има потреба од ученици и матуранти кои што ќе се запишуваат таму, но и гимназијата може да ги искористи нивните интелектуални ресурси, со оглед на тоа што универзитетот располага со 5 студиски програми: винарство, природни науки, инженерство и менаџмент, уметност на науките и астрофизика. Постојат студиски престои, односно летни школи со кои што тие располагаат, во кои што се инкорпорирани средно училиште од Италија, од Босна и Херцеговина и едно училиште од Република Македонија. Ние веќе сме второто кој што влегуваме во оваа соработка, така да ни е предложено да како бенефит сите тие ресурси кои што тие ги поседуваат, ние да можеме да ги користиме. Како можеме да ги користиме? Со тоа што визитинг професори од нивниот универзитет може да доаѓат на предавање, на соработка со нашите професори од една страна, наши ученици да можат да бидат присутни на нивните расположливи кампови и летни школи кои што ќе ги организираат, како и да ги користиме лабораториските услови, особено од областа на менеджментот и од областа на астрофизиката. Учениците до Оде Христов покажале интерес за универзитетот и имало доста заинтересираност за самата презентација, посебно заради поволностите што ги нуди овој словенски универзитет. Инаку, ова е само старт на заедничката соработка меѓу Средното Кочанско училиште и Универзитетот од Словенија. Понатаму би соработувале и би аплицирале на заеднички проекти од областа на образованието, кои што ги нуди Европската унија. Учениците и професорите од Средното општинско училиште Љупча Сантов, кои што минатата недела учествуваа во проектот Доживотна математика, што се организира преку Еразмус плюс програмата, се вратија од неколкудневниот престој во Кипар. Тие таму престојуваа во приватниот институт за математика и наука, каде што беа дел од активноста учење и обука. Освен усовршување на математиката, имаа можност да го надоградуваат и своето знаење во англискиот јазик. Групата од 6 ученици и 4 ментори професори во Средното општинско училиште Љупча Сантов викендов се вратија од неколкудневниот престој во Кипар, каде што учествуваа во проектот на Еразмус плюс програмата Доживотна математика. Учениците задоволни од престојот таму се вратија со проширено знаење од областа на математиката. Таму најпрвин имавме предприемен тест составен од околу 20 задачи. Се со цел беше да се види колку знаење носиме од Македонија, а воедно во наредните 3-4 дена имавме предавања од директорот воедно и професор по математика и физика во исто училиште. Бевме во училиштето Институт за математика и наука, приватно училиште во Лимасол. Тој ни ги држеше предавањата и ние сме многу задоволни од она што се случуваше таму. Потоа имавме и домашни задачи, а воедно и нашите професори по математика од Македонија многу ни помогнаа во самото тоа. Во сабота имавме завршен тест со цел да се види колку ние совладавме во текот на тие 3-4 дена и да се види дали самиот тој проект донесе за нешто плюс во нашиот живот. Не се вративме само со проширено знаење во област на математиката, се вративме со проширено искуство, а воедно и со нови другарства од Италија, Турција, Романија, како и домакините од Кипар. Сите активности беа одржани во АМС училиштето во Кипар, каде што заедно со партнерите од Кипар, од Турција, од Романија, од Италија, учениците работеа на задачи од математика и на напредно учење на математика. Не само математиката, нашите ученици имаа прилика, односно целата активност се одвиваше на англиски јазик, исто така ги вежбаа нивните вештини за зборување и формално и неформално зборување на англиски. Исто така ги вежбаа користење на напредни методи во изучувањето, затоа што сите домашни задачи кои што ги добиваа беа со користење на Google Classroom и беа аплодирани и резултатите исто така ги добиваа по интернет. Нашиот тим, нашите професорки по англиски помогнаа во изработката на она што се нарекуваше притест, односно на првичното тестирање, помогна исто така во изработката на завршното тестирање. Задачите во врска со и самите активности за обука беа поделени помеѓу партнерите, односно секој од училиштата имаше одредена задача во тие денови додека бевме во Кипар. Можам да кажам дека тие беа добри домаќини, ни овозможија да се запознаеме
и со образовниот систем во Кипар и со дел од нивната култура, историски знаменитости и така натаму. Согласно проектот Доживотна математика, планирано е истите тие професори и ментори од Кипар да дојдат во Кочани во месец јули и да бидат гости на учениците и професорите од Љупча Сантов, зашто се надеваат дека и тие ќе се покажат како добри домакини. Министерството за образование објави конкурс за пријавување на заинтересирани лица роми кои ќе бидат ангажирани како образовни медиатори. Конкурсот се однесува на вкупно 16 општини, меѓу кои се и Кочани и Виница. Министерството за образование и наука објави конкурс за привремено ангажирање на 20 образовни медиатори роми во 16 општини во Република Македонија за учебната 2018-2019 година. Право да аплицираат на конкурсот за образовни медиатори имаат невработените лица од ромска етничка заедница од општините Кочани и Виница, како и од соседните Штип, Делчево и Берово. Исто така ќе може да се пријавуваат и невработените лица од ромска заедница од Шуто, Оризари, Карпош, Ѓорче Петров, Чаир, Тетово, Гостивар, Кичево, Дебар, Битола, Прилеп и Куманово. Според критериумите во конкурсот, медиаторите е потребно да имаат најмалку 4-годишно средно образование, развиени комуникацијски и компјутерски вештини и искуство од работа на терен со ромската заедница, препознатливост во заедницата во која ќе работат, како и одлично познавање на македонскиот јазик. За својот ангажман, ромските образовни медиатори ќе добиваат месечен хонорар во висина од 12.500 денари бруто за ангажман од 7 месеци во текот на 2018 година. Улогата на образовниот медиатор е да помогне при вклучувањето на ромските деца во основното образование, да помогне при континуитетот и задржувањето на учениците роми во образовниот процес, како и да ја олесни комуникацијата меѓу училиштето, родителите и заедницата, за тие успешно да го завршат основното образование. Пријавувањето на заинтересираните за работа како образовни медиатори е до 8 мај, при што потребните пријави и документи треба да се достават до Министерството за образование и наука, Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, со седиште во Скопје. Фолклорниот ансамбл Љупча Сантов од Оризари со богата програма и годинава по 5-ти пат ќе го организира меѓународниот фолклорен фестивал Традиционални ѓурѓувденски обичаи, песни и ора. Ке настапат фолклористи од различни градови од Македонија, Бугарија и Србија. Со учество на повеќе од 20 играорни групи, фолклорниот ансамбл Љупча Сантов од Оризари ќе го одбележи 5-тиот поред меѓународен фолклорен фестивал Традиционални ѓурѓувденски обичаи, песни и ора. Учество на овогодишниот фестивал ќе земаат и фолклорни групи од странство. Фестивалот ќе се одржи од 4 до 6 мај 2018 година во Домот на културата во Оризари, но ќе има прикажување на традиционални обичаи, како и фолклорно дефиле на учесниците. Оваа година очекуваме поканетите групи, кои оваа година ги исто така ги имаме од Бугарија, од Србија, локални групи од Кочани, тие имаме од Струмица групи, од Свети Николе, значи повеќе очекуваме да имаме некаде околу 400 учесници, кои сите ќе дадат свој допринос за да го збогатат фестивалот и да продолжиме и понатаму да го негуваме фолклорот, обичаите и традицијата од нашиот крај, кој е карактеристичен посебно за Ѓурѓовден. Ова година исто така имаме представници од Србија и од Бугарија и од нашите локални, значи од Кочани, кои ќе настапат со своји програми, со своји обичаи, со песни, со игри и со ора. Значи голема благодарност сакаме да го кажеме овој пат, значи како помагатели на фестивалот и оваа година нашиот проект, значи нашата манифестација, нашиот фестивал влезе во програмата на Министерството за култура, која ни помогна. Исто така да не забораваме локалната самоуправа на општина Кочани и овој пат исто така дава допринос локалната самоуправа на општина Зрновци, кој исто така имаме ние игрорна секција која работи и функционира во општина Зрновци во склоп на нашето фолклорен ансамбл Љупча Сантов од Оризари и таму планираме да организираме дел од фестивалските активности и голема благодарност и до градоначалникот на општина Зрновци. Програмата за фестивалот започнува в петок на 4 мај, а главните случувања се в сабота на 5 мај, кога во 17:30 часот ќе има дефиле на учесниците на фестивалот по улиците на Оризари. Во 18 часот во сабота традиционални ѓурѓувденски игри во река Масалница. Во 19 часот традиционални ѓурѓувденски обичаи, биење млеко, правење масло, традиционален ѓурѓувденски зелник, проследено со песни и ора во Домот на културата во Оризари. Во 20 часот дегустација на традиционални јадења.
Инаку за фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари, очекувањата се дека 2018 ќе биде уште поуспешна година со реализација на бројни турнеи, настапи и награди. Следува информацијата од спортот. На третата позиција на табелата се најдоа кошаркарите на Баскет Дино по завршувањето на правенството во третата лига. Тоа им носи можност од до година да се напреваруваат во второлигашко друштво, зашто сепак треба да се почека на одлуката од Кошаркарската федерација на Македонија. Екипата на Баскет Дино ги исполни планирањата за овогодишната сезона во третата кошаркарска лига. Со 13 победи од 18 одиграни надпревари, нашите кошаркари правенството го завршија на третото место на табелата, при што освоија само еден бод помалку од двете првопласирани екипи на Спорт Тим од Неготино и Партизан Мултишпет од Скопје. Ваквиот пласман отвора можности од следната сезона тимот на тренерот Сашо Лазаров да се надпреварува во повисок ранг. Сепак, дали тоа ќе биде реалност, зависи од исполнувањето на одредени предуслови. Освојувањето на третото место не значи директен пласман во втората кошаркарска лига, затоа што само првите две екипи го обезбедуваат тоа. Но Баскет Дино би можел да биде третиот патник во второлигашкото друштво, доколку биде поволен расплетот од плей-аут над преварите во првата лига. Всушност, треба да се почека на пласманот на екипите кои играат за опстанок во прволигашкото друштво, пошто и Кошаркарската федерација на Македонија би требало да реши дали од до година публиката во Кочани ќе гледа второлигашка кошарка. Со оглед што во првата кошаркарска лига тимот на Карпош Соколи е предпоследен и игра во плей-аутот, доколку не обезбеди опстанок, ќе мора од до година да се најде во понизок ранг. Сепак, во втората лига скопјани веќе имаат своја екипа, па се поставува прашањето дали е можно две екипи со исто име да се надпреваруваат во иста лига. Ако биде решено дека скопјани ќе настапуваат само со една екипа, тогаш тоа ќе значи влез и за Баскет Дино во втората лига. Како и да е, пласманот на нашите кошаркари во повисок ранг ќе зависи од играта и пласманот на прволигашот Карпош Соколи, но и од надпреварувачката комисија во Кошаркарската федерација на Македонија. Иако изгледа тешко, сепак не е невозможно конечно кошарката во Кочани да се врати на поголема врата. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.